Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат повторно разговараме за бегалската криза, она што го зафати Куманово пред година и половина. И може да се каже дека се уште во Табановци има барем околу 200 емигранти кои што постојано се намалуваат. Овде со нас е госпоѓа Луиза Винтон, постојан представник на UNDP во Македонија. Добро вечер и добро дојдовте во нашата емисија. Добро вечер. Thank you for having me. Добро вечер, ви благодарам што ме поканивте. UNDP беше меѓу првите организации која што ја алармираше светската јавност дека токму во Македонија транзитираат бегалци и мигранти во еден период. Како гледате на сега од оваа перспектива, се намали бројката од 1500 во еден момент кога се затворија границите до сега кога е затворена границата со Грција и се разбира погоре од Македонија? Какви се вашите ставови во однос на затварањето на границите и во однос на намалувањето на бројот на мигрантите? It's been a very long and demanding, more than a year, as you note, going from a period where we had people crossing the country mostly illegally, then to a period where it was legalized and the numbers grew to as many as 11,000 entering each day, and now, as you mentioned, to where the border is closed and where there are fewer than probably around 350 people in Tabanovce and Gevgelija and in other safe facilities in the country. Значи, точно имавме еден период повеќе од година дена на една ситуација кога всушност имавме мигранти и бегалци кои што поминуваа низ државата прво незаконски, па потоа сето тоа се озакони, почнаа да поминуваат законски и дојдовме во еден период кога околу 11.000 луѓе влегуваа во Македонија во еден ден. Секако сега ситуацијата е таква што за границите се затворени, па во моментов заедно на Табановци во Гевгели имаме околу 350 бегалци. And thank you for recognizing it was actually the entire UN system that responded to the crisis, and I have to say it was the chief preoccupation of the UN family in the country since May of last year. Ви благодарам што секако го истакнавте тоа дека навистина целата организација на Обединетите нации беше таа која што прва реагираше на ситуацијата и која што укажа за тоа каква е состојбата во државата, значи не само УНДП, туку и другите организации кои што припаѓаат на Обединетите нации. And I think our response is divided into a number of different phases reflecting the different challenges that the country was facing. Мислам дека нашата реакција секако беше поделена во различни фази и соодветствуваше на предизвиците со кои што се соочуваше државата во различни периоди. In the first phase, when people were still hiding from public notice and crossing the country on an irregular basis, we were really focused on those people who got caught up in detention centers and were being kept often for long periods to serve as witnesses in trials against smugglers and traffickers. Во првата фаза кога се уште дел од бегалците се криеа, значи на некој начин тајно ја поминуваа државата, бевме фокусирани на оние лица кои беа приведени од властите и кои што мораат да учествуваат во судски процеси против оние кои што криумчареле, значи како сведоци или во некое друго својство. Гледавме на нив да им помогнеме во тој период. And there really our role was to advocate for the release of people to prevent the detention of people in places like the Ghazi Baba Center for Foreigners, and to ensure that the basic human rights of people, because we really work from a fundamental position of human rights, that no matter what your status is, if you're irregular, if you're considered illegal in the country, you still have human rights. Во тоа време нашите ангажмани беа да бараме ослободување и подобрување на состојбата на лицата кои што беа задржувани најчесто во центарот за странци во Гази Баба во несоодветни услови, бидејќи сметаме дека без оглед какво е својството и каква е позицијата на човекот во една држава, сепак мора да се почитуваат основните човекови права. Тоа е основното начало и на Обединетите нации и на нас како организација кога работиме во Македонија. But as you know, the numbers became very, very large, very, very fast, and throughout the summer we had from 3,000 to 7,000 people entering every day. And I have to say the first response in the country was by individuals and non-governmental organizations that raced to collect funds and clothes, to make sandwiches, to provide bottles of water for the many numbers of people passing through. Меѓутоа, сега како што знаете, ситуацијата продолжи да ескалира, па дојдовме во период кога во текот на летото имавме ситуација кога помеѓу 3.000 и 7.000 лица ја поминуваа границата секој ден. Првите активности беа организирани од поединците и од невладините организации кои што се организираа да обезбедат храна, сендвичи, вода за луѓето кои што поминуваа најчесто пеш низ државата. But especially after the introduction of the registration system and the legalization of the transit by people, then it really became a full-scale humanitarian mobilization by
the UNHCR, by the IOM, by all the humanitarian agencies of the United Nations system. Меѓутоа, откако поминувањето на бегалците се легализираше, односно се озакони, всушност кога започна со нивна регистрација, мислам дека навистина настана една хуманитарна мобилизација, односно сите оние организации кои што работат со бегалци, како што се УНХЦР, како што е Меѓународната организација за миграции, се ангажира и речија да помогнат во целата ситуација. And this is where we see the support of the UN system to the construction of transit centers, to providing a lot of funding to the Red Cross and to other institutions and organizations to ensure that people had the food they needed, the clothes they needed, that they had adequate shelter, and in particular that the needs of vulnerable groups were addressed in transit to prevent all sorts of negative things that can happen, whether to people with disabilities, to women traveling alone, to young girls, and in particular to children. И мислам дека навистина придобивките од помошта на Обединетите нации навистина се гледаат токму во овој момент кога организациите на Обединетите нации помогнаа да се изградат транзитните центри во кои што се сместуваа бегалците. Исто така помогнавме директно на Црвениот крст и на другите организации кои што им помагаат на овие луѓе да се обезбеди храна за солниште, а секако најмногу се фокусиравме на оние ранливи категории кои што најмногу им треба нашата помош, како што се жените, децата, лицата со инвалидитет и слични категории на луѓе кои што навистина се изложени во оваа ситуација. We saw this turn into a quite efficient system of transit towards the end of the year, although there were still efforts that we were working on to ensure that people's human rights were respected and that the needs of vulnerable groups were met. But then the border closed and the situation changed almost completely. Да, мислам дека до крајот на годината навистина успеа некако системот да профункционира, нели со оној систем на регистрација, транзитните центри функционира, обезбедуваа за солниште и храна и вода за овие луѓе и секако внимававме многу на почитувањето на човековите права, меѓутоа за жал ете после тоа дојде она одлука за затворање на границите и се најдовме во оваа ситуација во која што сме денес. And here I think we still see this as a crisis situation, but a crisis on a European-wide and beyond Europe a global challenge now that the flow has not stopped entirely, it's simply gone underground. And this is one of the points of principle that the UN stands for, is that the more you try to block people or try to block migration flows, the more they suffer, the more smugglers benefit, and the more human lives are lost along the way. Секако се уште сме во една ситуација на криза, иако вака на изглед изгледа мирно, меѓутоа сметам дека оваа криза не е само криза на Балканот, туку е европска и глобална криза, глобален предизвик со кој што се соочуваат сите земји. Секако поминувањето на бегалците се уште се случува, меѓутоа сега во овие ситуации се случува тајно и сметаме дека ние како организација која што припаѓа на Обединетите нации дека ова е многу неповолна ситуација, бидејќи секој пат кога има забрана за движење на бегалци, тоа се случува тајно, што значи дека се криумчарат низ државата, значи луѓето се наоѓаат во ситуации кога им се загрозени животите, а многу од нив и губат живот во таква ситуација. So with 2.7 million refugees now in Turkey, with many people now trying to cross from Libya into Italy and many accidents at sea now, we see the answer, really the only long-term answer, in legal pathways to migration and in respecting the rights of refugees to international protection. Знаеме дека во Турција сега имаме 2,7 милиони бегалци кои што се сместени таму во кампови, се уште има бегалци кои што од Либија поминуваат во Турција. Гледаме што се во Италија, се извинувам, да. Гледаме каква е ситуацијата кога луѓе буквално се дават во морињата, значи нашиот став е дека мора да се најде законско решение, законски начин да се овозможи оваа миграција на луѓе во кои што бегаат од кризни жаришта во европските земји. И едно потпрашање тука, како Македонија се снајде во тоа, да кажеме, во оваа ситуација сега и кога има помал број на бегалци, рековте дека функционираше одреден период, кога се воспостави онаа правен систем, кога се донесе законот и кога веќе некако тргна работите во една правилна насока, ако може така да се рече. Macedonia has always been seen by this wave of refugees and migrants as a transit country. So even those who were stranded here with the closure of the borders, very few of them expressed interest in staying over the longer term.
For me, this is, I think, a misunderstanding on the part of refugees and migrants that Macedonia is part of a broader European community of prosperity. It is not the richest country in the region, but it's not the poorest. And I think with a more welcoming attitude on the part of authorities, then there would be some people who would want to stay here. But that's still a minority, and it's still a small numbers now we see with the borders closed. Where we see a quite urgent issue is the challenges now presented by a return to irregular migration. Almost every day we see irregular migrants, refugees found in trucks and in train cars being transited through the country. And it's very, very important to remember that however they're trying to make their journey, they still retain basic human rights. Македонија од секогаш уште од почетокот се гледаше како транзит земја од страна на бегалците, дури и оние кои што беа принудени да останат определен период во Македонија, сепак не се гледаа себе си тука. Мислам дека стануваше збор за некои недоразбирање, бидејќи Македонија која е начално земја која што припаѓа на европското тло, можеби не е најбогатата, меѓутоа сепак е стабилна и мислам дека тој момент бегалците не успеа да го согледаат. Всушност мислам дека сега во ситуација кога имаме затворени граници, бегалците се обидуваат секако да ги поминат и тоа го гледаме во кога се откриваат луѓе во камиони, во возови, во други начини на транспорт и мислам дека ова е уште поопасна ситуација. Меѓутоа сметам дека не треба никогаш да се занемари правото на почитување на оние основни човекови права кои што им се загарантирани на сите луѓе. But really the broader solution has to be a European-wide solution, and here we see individual countries making their own decisions, and many countries reacting in a way that I think is excessively focused on illusions of security risks rather than the real opportunities presented by migration. Меѓутоа сметам дека единственото решение треба да биде европско решение, бидејќи гледаме дека поединечни земји се обидуваат да најдат поединечни решенија кои што функционираат кај нив, меѓутоа сепак треба да се најде европско решение. За жал најголем дел од земјите се плашат од некои нереални безбедносни ризици кои што сметаат дека миграцијата и бегалците ги представуваат за нив. We really think that Europe as a whole and the world as a whole has to take a much more rational look at migration and at refugees. И сметаме навистина дека цела Европа, сите држави во Европа треба малку порационално да ја погледнат ситуацијава и да се обидат да најдат решение. And UNDP has done a lot of research in this area, as have many other serious organizations, and the conclusions are always the same, that migration benefits not just the migrant, but the recipient country and the home country of the migrant. So everyone benefits when migration is legal and where there are legal pathways for people to move from an area where they have fewer opportunities to an area where they see better opportunities. UNDP како организација има направено голем број на истражувања на оваа тема, секако како и многу други организации, и заклучоците секој пат покажуваат дека миграцијата носи многу добри придобивки и за самите мигранти кои што успеваат да најдат подобри можности, меѓутоа и за земјите кои што исто така имаат придобивки од лицата кои што доаѓаат кај нив. We see a lot of aging societies in Northern Europe in particular that stand to benefit from having an influx of people eager to work, eager to pay taxes, and eager to bring up their children in those more prosperous societies. Во европските земји гледаме дека населението генерално старее, така што сметаме дека овие земји навистина ќе имаат придобивки кога во нив ќе дојдат луѓе кои што сакаат да работат, кои што сакаат да плаќаат даноци на државата и кои што сакаат своите деца да ги одгледуваат и да ги растат во едни успешни општества. And obviously the burden is too great for any one country to undertake the entire obligation, but if it's spread reasonably across a wide number of countries, then it shouldn't be the issue that it has become. И секако оптоварувањето е преголемо доколку се бара од една земја се во ова да го обезбеди, меѓутоа доколку равномерно се распредели на повеќе земји, на сите земји во Европа, не би требало да биде воопшто проблем како што изгледа дека е сега. Тука е прашањето за фер, значи за фер однос на што го зборевме и рековте одредени држави навистина се однесуваат, да кажеме, не европски, иако се поголем дел од нив и побогати од Македонија, од Србија, која што исто така мора да признаеме беше зафатена од бранот, Босна,
Хрватска и веќе Словенија и Хрватска се членки на Европската унија. Одредени други членки како што е Бугарија, која воопшто нема, наша соседна држава, воопшто нема таков проблем. It's definitely something that needs to be undertaken in a spirit of solidarity. I think that's the most important principle, that everyone has to engage, and if there's a equitable principle established, then I think it can work well to the advantage, as I said, of the migrant, but also of the recipient countries. Сметам дека треба да се повикаме сите на начелото на солидарност и сите активности треба да се организираат околу ова начело и секако доколку се примени правичниот пристап, сметам дека ќе биде тоа за доброто на сите и за земјите во кои што би влегле бегалците и мигрантите, секако и за самите нив. But I think one important problem has arisen that really will take a lot of good leadership to deal with, and that's the hysteria that surrounds this kind of false equation that's been made between refugees and terrorists. Yes. And it's simply it's a phobia that's being encouraged by leaders in some countries for their own electoral or leadership interests, and that, I think, is a situation that is really making this quite a negative challenge, and one where we need to see more examples of strong leadership demonstrating rationally the advantages of a regular and organized form of migration and integration. Меѓутоа, секако постои еден проблем со кој што се соочуваме и кој што го гледаме, а тоа е она масовна хистерија кога се става знак на еднаквост помеѓу бегалците и терористите. Сметаме дека оваа реторика ја користат политичари од некои од земјите за да постигнат подобри резултати, да кажеме, во нивните изборни кампањи. Меѓутоа, потребно е силно лидерство, силни политичари кои што навистина ќе согледаат дека се ова не е негативно за земјите во кои што одат мигрантите и ќе помогнат да се реши овој проблем. This is certainly the leadership we're seeing, for example, from our Secretary General Ban Ki-moon, is a very strong principled position that this can be a good thing, and that leadership across the world need to take this in hand and provide a convincing message to their population. Како пример можам да го истакнам нашиот генерален секретар на Обединетите нации, господинот Бан Ки-мун, кој што навистина посочува на добрите аспекти од миграцијата и сметам дека неговиот став треба да се прифати и од голем број на други политичари со цел да се разреши оваа ситуација. Сепак постои одреден диспаритет и во самите земји членки од Европската унија и оние кои што се надвор од неа во однос на третирањето, во однос на прифаќањето на мигрантите, на бегалците. И некои држави навистина широкоградо ги прифатија, додека други малку беа позатегнати во однос на ова прашање. There definitely is not an equal sharing of burdens, and particularly a lot has been expected of countries that are hoping to join the European Union but are not yet in the European Union. And I would certainly hope that European Union member states, especially the more wealthy ones, would set a much better example across the board. Секако нема подеднаква поделеност, да кажеме, на бројот на мигранти кои што ги прифаќаат определени земји и сметам дека навистина многу голем товар се става и се очекува многу од земјите кои што имаат аспирации да станат членки на Европската унија, кои што се уште не се. Така што се надевам дека наскоро земјите членки на Европската унија ќе го согледаат ова и ќе се обидат и ќе направат нешто за да го преземат дел од товарот. But I think some of the best examples are being set far outside the European Union, in Turkey, in Lebanon, and in Jordan, where I think in Lebanon 10% of the population are refugees, and that's really a huge burden for the country, and yet somehow the country has undertaken it and is hoping for international support. But you see the evidence there that people are receiving sanctuary in those three countries in very great numbers. А секако најдобрите примери на помош за бегалците доаѓаат од земјите кои што не се во Европската унија, тоа се Турција, Јордан и Либан, каде што во Либан на пример имаме ситуација каде што 10% од населението се бегалци и секако тие се надеваат и на меѓународна помош, меѓутоа сметам дека има докази дека овие луѓе наоѓаат мир и за солниште во овие земји. Тоа може би бидејќи се поблиски во суштина како народи кои што меѓу себе, бидејќи Македонија и претходно прифати бегалци и од соседните држави, пред се од војните од Босна и војната од Косово, значи Македонија широко ги отвори, сепак тоа се наши соседи и малку поинаква е тука ситуацијата, мора да признаеме, без разлика на фактот што се сите се залагаме за почитување на човекови права и There are a lot of excellent examples from the past, and I think the challenge now is to build on those good examples and not to create
bad example. So, but I think Macedonia showed great hospitality in during the challenge of this enormous transit. But the truth is that Macedonia hasn't faced a challenge like the one that Greece is now seeing, where Or Italy. or Italy, where so many tens of thousands of people are, or Germany for that matter, where tens of thousands of people are there in the country and have to be accommodated because they can't move further. Да, секако во Македонија има многу одлични примери од минатото кога Македонија го покажала своето гостопримство кон луѓето кои имале потреба и сметам дека сега треба да продолжиме и да ги надградуваме тие примери, да не да се најдеме во ситуација да дадеме некој лош пример во однос на некоја ситуација. Секако мислам дека сепак Македонија е во малку поповолна ситуација во споредба со состојбата во Грција, во Италија или пак во Германија, каде што се уште доаѓаат и се наоѓаат десетици илјади бегалци за кои што секако мора да се најде сместување, да им се помогне. Мора да се констатира дека сепак и Македонија има своји трошоци во однос на бегалската криза. Тоа е факт кој што е неспорен, се ангажира дополнителна војска, се ангажира дополнителни безбедносни сили пред се поради безбедносниот аспект. Меѓутоа, како помошта да изостанува, освен оние мора тука да ги тргнеме на страна вашите организации на Обединетите нации преку вашата организација УНХЦР и останатите кои навистина сесрно помогна во изградбата на центрите, во некоја непосредна помош но како да изостанува помошта од оние од кои што е најповикана. Постои такво чувство помеѓу граѓаните на Македонија. The UN system has really mobilized a lot of resources for this effort, and both in terms of professional staff, but also in terms of funding. And the humanitarian arm has mobilized. We estimated that in the second half of last year, the UN system had spent $5 million dealing with the refugee crisis. So it's been really a serious commitment for the UN family here. Да, секако организациите и агенциите на Обединетите нации навистина мобилизираа голем број на ресурси за справување со оваа ситуација, не само како персонал, туку и како средства и како опрема. Проценуваме дека во втората половина на минатата година само сите заедно организации на Обединетите нации имаат потрошено $5 милиони всушност за активности со кои што им помагаат на земјите и на бегалците. And because the UN system depends on many resources from many individual countries, we have to really be grateful to contributors. For example, the European Union has been a very large contributor to the United Nations effort here, and also individual countries like Germany, for example, and Japan. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека всушност ресурсите на Обединетите нации потекнуваат од голем број на поединечни земји. Секако тука треба да ја споменеме Европската унија, која помага со своите ресурси за работата на организациите на Обединетите нации. Тука треба да ги спомнеме и Германија и Јапонија, кои несебично придонесуваат за ова. Да, Јапонија навистина може да се каже дека директна помош понуди за општина Куманово. Yes. И за општина Вигелија, каде што двата града каде што најмногу се соочија со оваа криза. Во почетокот тука беше и Велест, каде што поминуваат покрај селата, целата таа рута покрај Вардарска долина, може да се рече, покрај пругата. Каква е поддршката од UNDP е очигледна за овие два града, барем она ние што го работиме како информативна. Yes, this is exactly where UNDP sees its role in this crisis, and in fact our role is coming at a later phase. We are not a humanitarian organization, we're a development organization, but where we saw our potential to help was in the most affected municipalities, where from one day to the next, the local community was expected to provide services, provide drinking water, to provide shelter to thousands and thousands of people. Всушност, тука доаѓа и нашата улога. Нашата улога е најголема, бидејќи ние не сме хуманитарна организација, туку ние сме развојна организација која го помага развојот и навистина се трудиме да им помогнеме на најпогодените општини во Македонија, од кои што се очекуваше на бегалците да им обезбедат сместување, за солниште, да им обезбедат храна, лекови и сето она кое што им е потребно. So our message has always been that in addition to supporting refugees and migrants, we need to support the communities that host those people on the move. Значи, нашата порака секогаш беше дека не само што треба да им помогнеме на бегалците и на мигрантите, туку треба да им помогнеме и на оние заедници и општини кои што се наоѓаат на патот на бегалците.
And it was interesting to us to see that the challenge that emerged very early on and very clearly was that of waste management, that with this large number of people traveling in the way they traveled, enormous amounts of garbage were generated overnight that the communal enterprises of the two municipalities, Gevgelija and Kumanovo, had to deal with. Интересно е што меѓу првите предизвици кои што се јавија како проблеми со кои што требаше да се соочат општините беше всушност управувањето со цврстиот отпад. Бидејќи голем број на луѓе поминуваа низ овие општини, требаше да се собере, оставаа се како зад себе голем број на отпад и комуналните предпријатија не можеа сами да се соочат со ова ново оптоварување. And it really says something when at the peak of the crisis 11,000 people were crossing the border into Gevgelija, which is a community of 23,000 people. Yes. So really a serious challenge for a smaller municipality. Само како илустрација може да кажеме дека во екот на кризата имавме 11,000 луѓе кои дневно поминуваа низ Гевgelija во град кој што има само 23,000 жители. Тоа навистина покажува колкав е обемот на луѓе кои што поминуваа и кои што оставаа зад себе. So really our first contribution was to support the municipalities with garbage trucks, garbage receptacles with additional resources to use to deal with the additional waste generated by the crisis. Нашиот прв придонес за овие општини беше да помогнеме со нови камиони за собирање на отпадот и со садови за собирање на отпадот, секако и со други средства кои што се потребни да се соберат овие специфични видови на отпад кои што остануваат. But really the crisis revealed or exposed some pre-existing development challenges that exacerbated those problems, and that's where we're now working, is to try to address the challenges, the long-term challenges that were exposed by the refugee crisis. Меѓутоа, самата криза покажа на веќе постоечки претходни предизвици со кои што се соочувале самите општини и затоа сега работиме на тоа, значи да се обидеме на еден долг рок да помогнеме да се решат овие проблеми кои што постоеле во општините и претходно и на начин со кој што секако ќе можеме да им помогнеме на долг рок да функционираат подобро. And we also feel very strongly that we need to give back to communities that have given so much of themselves to people in need. И секако чувствуваме потреба да им дадеме нешто за возврат на сите овие граѓани кои што несебично им помогнаа на бегалците и на мигрантите кои поминуваа низ нивните територии. Конкретно што ќе биде помошта која ќе ја понудите на Куманово? Значи тука мора. We're very pleased that the government of Japan is thinking exactly the same way we are, that yes, it's important to address short-term humanitarian needs, but it's also very, very important to deal with the long-term development challenges. Исто така можам да кажам со задоволство дека мило ми е што владата на Јапонија размислува на ист начин како што ние што размислуваме, значи да мора да се реагира да се решат на краток рок хуманитарните предизвици, меѓутоа исто така мора да се размислува и за решавање на оние долгорочни предизвици во општините кои што се соочуваат со кризата. So we've received a contribution of more than $2.2 million to support the two most affected municipalities. Така што ние добивме придонес од јапонската влада во износ од $2,2 милиони кои што ќе можеме да ги искористиме да им помогнеме на овие две општини. So in Gevgelija we have two main initiatives that we intend to deal with over the coming 12 months or so. The first is there has been a long-term problem with reliable sources of drinking water for the community of Gevgelija. So we'll be expanding and upgrading one of the main wells in the community to ensure that people have a reliable source of acceptable quality drinking water. Значи конкретно во Гевgelija имаме две иницијативи на кои што работиме во моментов. Првата се надеваме дека ќе спроведеме во следните 12 месеци. Всушност се надеваме дека ќе успееме да го решиме долгорочниот проблем со кој што се соочуваат граѓаните на Гевgelija со квалитетот на водата за пиење, така што работиме на проширување и надградба на бунарите кои што се користат за обезбедување на водата за пиење граѓаните на Гевgelija. But the second one is exactly to deal with the issue of waste management and garbage collection that emerged during the crisis. А втората иницијатива е токму да се најде решение за управувањето со отпадот, собирањето и управувањето со отпадот, кој што се ескалираше како проблем во текот на кризата. So in this emergency situation, all this extra garbage was piled up next to the Vardar River. Во идната ситуација, во непредвидената ситуација со која што се соочи јавното предпријатие, сето овој дополнителен отпад кој што се собираше, едноставно се собираше на еден куп во близина на реката Варда. This is exactly the place where it shouldn't be. So the first stage of the project will be to close that waste dump.
Секако токму на тоа место и не треба да се одлага отпадот, затоа првата фаза од проектот ќе биде да се затвори, да се санира ова диво ѓубриште кое што е настанато. And the second is to create a eco-friendly European standard temporary waste dump in a location that's now being agreed with the municipality. А вториот чекор ќе биде да се отвори една мини депонија која што ќе одговара на стандардите на Европската унија и која што нема да ја штети на животната средина, а локацијата во моментов се договара со властите во Гевгелија. And we're designing this so it will fit into any new regional waste management system. These are now under discussion in the country, and so it will easily become an element of that system when the legislation is agreed. Значи во однос на самото проектирање на депонијата го правиме така за да може оваа нова депонија да се вклопи во новиот регионален систем за управување со отпад кој што во моментов се спроведува во различните региони во државата, така што нема да биде нешто што ќе отскокнува од сето она што го планира државата за во иднина во овој сектор. But as you know, my heart is in Kumanovo as well. So in Kumanovo, one focus will be to, as I said, give back to the community of Tabanovce, where the reception center has been and where the real weight of the crisis has been felt. Меѓутоа, секако како што знаете, моето срце е во Куманово, затоа фокусот на наш ќе биде да им се помогне на граѓаните кои што живеат во Табановце, каде што навистина го почувствува најголемиот товар од оваа ситуација. And here we're still finalizing our plans, but we expect to reconstruct one of the main roads that has been used for a lot of heavy machinery, heavy vehicles, and is not of a proper standard for that town. Се уште ги финализираме плановите, меѓутоа тие одат во насока на реконструкција и поправка на еден од главните патишта кој што се користеше за транспорт на камиони, тешка машинерија, значи тој е оштетен и сметаме дека треба да се поправи. And the second initiative is to really refurbish and upgrade one of the local schools because it's a community that has some older schools that are showing wear and tear, and we would like to improve the situation for the children who А втората иницијатива е секако да се реновира и да се поправи состојбата на едно од локалните училишта, бидејќи во Табановце училиштата се малку постари и навистина се гледаат знаците на поминатото време, па затоа сметаме дека и на овој начин ќе им се одолжиме на граѓаните кои што помогнале во ситуацијата. And a third area which we're discussing now with the municipal authorities is to launch a pilot program in recycling. This is a weak area, I think, for the country as a whole, and we can't solve the problem or even take a bite out of it now, but what we'd like to do is set up some good practices at the local level, show it can work, and hope that it can be enlarged in the future. И третата активност која што планираме, која што во моментов исто така се договара со општинските власти, е да започнеме пилот програма за рециклирање. Рециклирањето на некој начин е слаба точка во целата држава и се надеваме дека ќе можеме да започнеме иницијатива која подоцна ќе биде прифатена и од другите општини и од другите делови од државата. Така, бидејќи сме североисточна телевизија, значи покриваме региона североистокот, кои се плановите активностите за останатите општини? Тука остануваат Крива Паланка, Кратово, Старо Нагоричане, Липково и Ранковци. I should say that UNDP, and it's one of the things that I like very much about our program here, is active in really every municipality in the country through a range of different programs. Навистина можам да кажам дека УНДП како организација, и тоа навистина ми се допаѓа за нашата организација, што е активно во секоја општина во државата и тоа преку многу различни активности. I was here, I think, about a year ago, maybe a little more than a year ago, to launch a rural development center for the entire region that is part of a broader initiative that UNDP is doing in partnership with the Ministry of Local Self-Government in all 8 of the planning regions in the country. Пред повеќе од една година исто така бев тука во Куманово, каде што го отворивме центарот за рурален развој и тој центар е дел од една поширока иницијатива која што се спроведува и во други градови во Македонија заедно во соработка со Министерството за локална самоуправа. But probably the program for which we're best known and which is most widespread in the country is our program of helping unemployed people to start their own small businesses. Меѓутоа, програмата сигурно по која УНДП најмногу позната како организација во државата е нашата програма да им помогнеме на невработените луѓе да започнат собствен бизнес. So this has so far on a national level led to the creation of almost 8,000 new small businesses, most of which proved to be success stories.
and that's over 8 years, so many of those are in this region. Оваа програма која постои во последните 8 години, до сега им има помогнато на национално ниво на повеќе од 8.000 поединци, отворени се повеќе од 8.000 нови бизниси, од кои најголем дел се покажале како успешни и голем дел од нив се токму во овој регион. But another initiative, and we're very proud of our cooperation here in Kumanovo, is what we call the Community Works program, where we work directly with the municipality to on the one hand, provide valuable job experience to people who don't have jobs at the moment, to the unemployed, while providing services to vulnerable groups based on discussions with the municipality about where the need is most acute. Меѓутоа имаме исто така една програма на која што сме навистина Курти, тоа е програмата за соработка со заедницата. Значи работиме во рамките на оваа програма со општинските власти во сите општини да им помогнеме на невработените, меѓутоа исто така да им помогнеме и на оние категории на лица кои што се сметаат како ранливи и на кои што навистина имаат најголема потреба од помош. And where we're very proud here to have worked is in providing care services for children and young adults with disabilities. И работиме на ова поле, горди сме што можеме да кажеме дека имаме постигнато многу во обезбедување на нега за деца и млади луѓе кои што имаат попреченост или инвалидитет. And some of our research showed that most young adults with disabilities, especially with intellectual disabilities, tend to be obese because they're kind of hidden away at home, don't get out, and are not very active. Нашите истражувања покажуваат дека многу млади луѓе кои што имаат интелектуална попреченост, имаат исто така и прекумерна тежина, бидејќи најчесто се кријат во домовите, не сакаат да излезат надвор и не се многу активни. So in one way we'd like to use Kumanovo as a model because here through the passion and activism of some individuals, we've helped to create a program of regular sports for young adults with disabilities. И навистина би сакале да го искористиме Куманово како модел, бидејќи овдека токму во овој град со активизмот на голем број на млади луѓе се обидуваме, односно сметаме дека ќе успееме да воспоставиме на програма за редовни спортски активности токму за овие луѓе. We've seen how this has really transformed the lives not only of children who really have not had an opportunity to play any sports, but also their parents see them in an entirely different light. And it's one of the most heartwarming things that I've seen here, and we're very proud of having been involved, having supported that initiative. И навистина веќе ги гледаме резултатите, навистина со големо задоволство можеме да видиме како овие деца учествуваат во спортски активности во кои што не биле вклучени претходно, меѓутоа исто така и кое е задоволството кај нивните родители кои сега децата ги гледаат во едно сосема поинакво светло. So as you can see, there's a lot we do in Kumanovo, and we're always happy to be here. We have an excellent partnership with not just with the municipal authorities, but with all the civil society organizations here. And I should mention as well our engagement with young people, because we saw each other there recently, that Kumanovo is also a place where we'd like to help young people find a common space and a louder voice to voice their concerns and their needs for the future. Значи, како што ви гледате, имаме многу активности, особено во Куманово и во регионот. Можам да кажам дека навистина имаме одлична соработка не само со општинската управа, туку исто така и со граѓаните, со невладините организации кои што работат во Куманово. Особено сме фокусирани на младите луѓе, се обидуваме да им дадеме простор и место каде што ќе можат да ги спроведуваат своите активности и секако да добијат глас, каде што нивните желби и идеи ќе можат да се слушнат и да се спроведат. Јас ви благодарам што бевте наша гостинка и тука останува отворена поканата доколку повторно продолжи бранот на мигранти и бегалци, она што е главно што ќе се работи во иднина и кое што се навестува од високи власти од европско ниво. Повторно останува поканата и се разбира она што ќе биде понудено на жителите на Табановце кои се најдиректно загрозени од ова ситуација. Thank you very much. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.